Ви благодарам, заменик председателке, благодарам министра за образложението. Јас само накратко ќе надополнам образложувањето со надеж дека ќе допре до колегите за да можеме барем да го изгласаме законот. Да се почне од некаде, да, јасно ми е дека имаме ние закон за звучно загадување и имаме поставено мерки и регулативи во однос на истото, но за жал не се применува. И затоа се бара овој амандман со тоа што ќе се направи катастер и можеби ќе се зголеми нивото на свесност кај граѓаните, но и кај државните субјекти дека звучното загадување е сериозно опасно. Јас сум музичар и знам колку може да влијае врз менталниот развој и кај децата, но и во секојдневното действување на луѓето, доколку навистина има звучно загадување, а ние, особено во градот Скопје, па и во другите поголеми градови, сме постојано под притисок, односно постојано сме подложени на звучно загадување од различни извори. Имаме, еве, ако поминете по оваа улица овде кај Рамстор, каде што веќе неколку години се гради, постојано се слуша таа бучава и тоа делува и невролошки и психолошки кај луѓето, бидејќи знаете како е кога ќе слушате гласна музика или некоја друга бучава, кога ќе го исклучите тонот или кога ќе ја затворите вратата да не ја слушате, ви доаѓа како олеснување. Значи и медицински е докажано дека звучното загадување има големо влијание врз здравјето кај луѓето. Ваквите закони во Европа се на многу повисоко ниво ставени и нивната имплементација и тоа колку многу регулирана и под постојан надзор на државата. И затоа повторно апелирам дека станува збор за, можеби ова вака звучи како да не е толку важно, но верувајте во насока на здрава психологија кај граѓаните на Република Македонија, здрав живот, па и не само психолошки, туку и физиолошки, звучното загадување пречи. И сметам дека треба да се одобри, треба да се изгласа, ако ништо друго, амандманот, бидејќи ќе се започне со некаква посериозна постапка, ќе се воведат некакви посериозни механизми во однос на следењето на изворите на звучно загадување. Значи не станува збор само за градежни објекти, станува збор и знаеме колку пријави има и од различни угостителски објекти за гласна музика, за галама, за звучно загадување, па дури за време на протести, за звучно загадување од верски карактер, од религиозен карактер, значи имаме повеќе извори на звучно загадување. Во законот тоа е предвидено, но сметам дека не е доволно предвидено од каде се доаѓаат изворите на звучно загадување и сметам дека исто така мерките што се предвидени во законот се премногу благи, а ова е еден сериозен проблем кој што се повеќе и повеќе ќе го имаме. И доколку сакаме да ги следиме европските регулативи, мислам дека овој амандман треба да се одобри и да се почне барем од некаде. Ви благодарам.